Во прво одделение досега се запишани 863 ученици, додека во истиот период претходната година биле запишани 904. Од вкупно запишаните, само 91 ученик во подрачните училишта, што пак директно влијае врз формирањето на паралелките, истакна раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ на вчерашната седница на Советот на општина Куманово. Процесот на оптимизација во основните училишта веќе се спроведува, но засега не се планира затворање на училишта, информираше Јовановиќ. Имаше голем број на шпекулации за оптимизација на училишната мрежа во општина Куманово. Општина Куманово е најголема општина со голем број на училишта. Ве молам, имате ли сознание до каде е процесот, затоа што вие сте спона помеѓу основните училишта и министерството? Процесот на оптимизација, јас ќе образложам и на советниците и на кумановската јавност, е процес кој е започнал од страна на Министерството за образование и наука и МОН се наговестува во 2021 година, додека активностите за неа започнуваат со обуки во 2020 учебна 2022-2023 година на состаноци во кои присуствуваше општинска администрација, потоа директорите, УНИЦЕФ, МОН и така натаму. Потоа беа дадени задолженија да се изготват индивидуални планови во кои беа одржани состаноци со директорите, во кои секој училиште има изготвено повеќе планови. Има што значи оптимизација. Тоа е процес на балансирање на паралелките или баланс на бројот на учениците, затоа што во Куманово имаме широка мрежа на училишта во кои спаѓа 21 субјект или настава се изведува вкупно во 49 објекти. Од овие училишта некои немаат, но повеќето имаат подрачни училишта, вкупно 18 се на територија на општина Куманово. Подрачни училишта во кои има помал број на ученици во однос на централните. Имаме училишта во кои имаме во централно градски училишта паралелки со 30 ученици, меѓутоа имаме и паралелки во руралните средини каде што бројат до 5 чисти паралелки или учат во комбинирана настава, пошто Министерството смета дека комбинирана настава треба да биде замената со следење на настава во чисти паралелки. Со години наназад демографската структура, како и во широко во Република Македонија, така и во Куманово, се менува. Што се однесува на делот на оптимизацијата, јас ќе кажам дека ние веќе во Куманово имаме оптимизирани паралелки во некои општински основни училишта, некаде ги пратиме насоките од страна на Министерство за образование, се вклучија во продолжен престој по еден поголем број на училиштата, некои поднесоа. Сега разгледуваме можност и за целодневна настава во кој би се спојила две паралелки, а со тоа би биле ангажирани два оделенски наставници во координација со Министерство за образование и Биро за развој на образование. Ќе почекаме да видиме кој ќе биде повратен одговор, па тогаш со директорите ние имаме разработено повеќе сценарија. Во средните училишта е факт, сакам да го истакнам тука, дека веќе трета година поред поради малиот упис на ученици во прва година се испразнија гимназиите во споредба со стручните училишта, таму пак се намали третиот степен, меѓутоа гимназиските училишта и гимназијата Гоце Делчев и гимназијата Сами Фрашери од 10-11 паралелки спаднаа на 7 паралелки, ова е четврта година поред. Што се однесува до наставен кадар, гледаме секоја онаа можност, значи ние сме загрижени се и директорите, меѓутоа гледаме секоја онаа можност по оној редослед на упразнето место. Дали тоа ќе биде по старосна пензија, отказ и така натаму, да биде пополнето со веќе постоечки наставен кадар, со изборни предмети и сето она што значи да се задржи наставникот на своето работно место. Дополнително од страна на Министерството за образование е доставен допис во кој оделенските наставници на кои ќе им недостасуваат часови можат да бидат и образовни асистенти, значи тука да бидат назнаени да добијат и наставниците дека не им се крати платата, не им се менува договорот, си остануваат во училиштето каде што работат, не им се менува ни статутот, си остануваат наставници, се до оној момент додека ќе има прво пензионирано работно место, се со цел да наставниците си останат на своите работни места. Се надевам дека она што беше пуштено како шпекулација дека затворени училиште сега за оваа година во Куманово нема да има, но гледам во општините во Македонија веќе тргна на тој чекор каде што поедини училишта веќе се затворат.